ако ги исправиме моралните дилеми од аспект на легитимноста и кредибилитетот на носењето на одлуките од страна на комисијата, од аспект на тоа кој ги води комисиите, нема голема разлика морализирањето на статусот на Павле Богоевски на неутврдена вина и на неповедена постапка за истрага, наспроти статусот на пратеникот Трајко Велјановски, на кој што ова собрание не можеше да му го одземе имунитетот заради солидарноста на неговите сопартици, а е под сомнение и при крај на поведување на обвинителен акт за здружување заради непријателска дејност, односно за организација на насилните настани на 27 април во собранието на Република Северна Македонија. Тоа дополнително како пратеници веќе сега не исправа и пред една многу посериозна дилема од аспект на тоа дали имателот на безбедносен сертификат државна тајна, обвинет за дела против државата, може и смее да гледа строго класифицирани документи и извештаи за работа на токму тие безбедносни служби кои што ги обезбедија доказите за учеството во организација на насилните настани во собранието, кои што се дела против државата. Дополнително на ова, се навраќам на дебатата апропо Законот за Агенцијата за национална безбедност и обврската Комисијата за надзор да определува кои двајца членови ќе учествуваат, кои двајца пратеници ќе учествуваат во постапката на селекција на кадри на управата. И тоа ќе го прави Трајко Велјановски, кој што е исто така на рамниште на осомничените и осудените за насилствата во собранието на 27 април. Јас го повикувам пратеникот Трајко Велјановски да си поднесе неотповиклива оставка и од морални и од правни причини од Комисијата за надзор над Управата за безбедност и контраразузнавање и на Агенцијата за разузнавање, бидејќи е прво недостоен за вршење на функцијата пратеник, на кој што по барање на судот собранието не успеа да му го одземе имунитетот и го прави потенцијален безбедносен ризик за користење на информации од класифицирана природа државна тајна.